Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа, министерот за здравство Никола Тодоров. Господине министре, тргнавте на терен и забележавте многу аномалии. Владата на која и припаѓате веќе 4 години ги има ингеренциите да смени нешто. Зошто толку пропусти се оставени толку долго во статус кво? Видете, ако тргнете од една позиција која што е во дупка 200 метри длабоко, дојдете до некои 100 метри, значи сте направиле еден сериозно поместување нагоре, тоа е одлично поместување и треба да бидете задоволни од тоа што се сработиле. Но во никој случај не треба да бидете задоволни од тоа што го имате во моментот. Треба постојано да се трудиме да унапредуваме состојбата во секоја сфера на нашето живење, а едно од побитните би рекол е здравството. Од тој аспект доста работи се направени. Тргнавме од позиција во која што имавме прилично стара и дотраена опрема. Набавена е опрема во вредност од 100 милиони евра. Таа опрема е доставена, во најголем дел е доставена и во најголем дел одлично се користи. Зборам преку 90%. Имавме плати кои што беа на многу пониско ниво кај здравствените работници, неколку пати беа покачени платите и имавме инфраструктура во која што многу малку или некаде дури воопшто не се инвестирало. Тука започнавме исто така еден проект во вредност од 100 милиони евра. Првата транша од 24 милиони евра веќе е одобрена и тече како проект. 17 здравствени установи се реконструираат во рамки на тој проект и останува да започнат уште 4, вкупно 21. До крајот на целиот проект треба практично сите здравствени установи да бидат целосно реконструирани. Затоа велам, посебно во здравството, не може да кажеме дека сме го достигнале врвот, но многу лесно може да се стигне дното. Разочаран сте од улогата на менаџерите во клиниките? Може би непотребно искрено ќе биде ова, но мислам дека докторите одлично си ја вршат својата работа во докторскиот дел. Но кога ќе стане дел за управување со здравствените ресурси, еден дел од нив сериозно потврдуваат и затоа мислам дека не треба да ги обвинуваме нив. Во Македонија никогаш порано немало ваков тип на обука и во Македонија немало можност докторите, професорите кои што треба да управуваат со здравствените установи да имаат и такво предзнаење. Излегов со решение со кое што ќе наметнам различни ингеренции на различните директори, односно точно ќе ги утврдам, таксативно ќе ги набрам ингеренциите на директорот доктор и на оперативниот директор. Така тоа ќе биде новиот назив на овие директори и кои се ингеренции кои што заедно ги делат. Мислам дека најчести причини за поделбите и несогласувањата се незнаењето кој чија функција е и што е суштината на крај. Суштината на крај е дека таму каде што директорите не се скарани, одлично функционираат. Го гледате ли за свој пропуст тоа што и во вашиот мандат поради нејаснотијата на ингеренциите беа избркани одредени врвни стручњаци на клиниката? Не, како резултат на ова воопшто нема избркано ниту еден стручњак. Ако некој одлучил да поднесе оставка на функцијата што ја извршува, јас тоа го ценам и тоа повеќе го ценам него некој да држи функцијата без да сака да ги извршува работите и работните задачи што се поврзани со менаџирањето и управувањето со таа здравствена установа. Не е тајна дека партизираноста не му е туѓа на здравството. Гледате ли во тоа суштински проблем или еден од суштинските проблеми? Гледам и се борам, тоа е нешто што ми смета, имајќи предвид дека во Македонија има огромна традиција на партизираност. Вие знаете дека посебно во времето на социјализмот, потребно била партиска книшка за да се вработи. И тоа на македонецот не му е туѓо. Сите знаеле дека треба да биде член на Сојуз на комунисти на Македонија за да се вработи во на било кое место и на било која позиција, а камоли за некоја управувачка позиција. Мислам дека по полека овие 20 години целото општество се труди да ја надмине таа состојба. И особено мене ми е битно ова да го нема во здравството, особено не при вработување на доктори, медицински помошни материјали и така натаму. Во делот на тоа кој ќе управува со здравствените установи, тоа дали ќе бидат тие политички ориентирани, тоа е помалце битно, затоа што на крајот на денот се гледа дали тој успешно управува со здравствената установа или не. Може да биде политички многу активен и многу високо позициониран, а лошо да управува со здравствената установа и тогаш кој сака нека од моја страна ќе биде променет. Исто така имаме многу ситуации да бидат повикани повеќе експерти кои што воопшто партиски не биле определени и да управуваат со сериозни капацитети. Впрочем, нашата влада
Тоа и го докажа на многу врвни позиции, и министерски, и директорски. Имаме луѓе кои што никогаш партиски не биле активни, односно дошле од позиција на експерти. Велат дека вашите први чекори личат на инспекцијски акции, додека од вас се очекува да се заложите за решавање на сериозните, суштинските проблеми во здравството. Дали хигиената во здравствените установи не е суштинска работа? Дали кога би биле во позиција да лежите на детска клиника или на било која друга клиника со вашето дете или со некој друг и имате страшна нехигиена околу вас, лебарки, бубашваби, тоа ќе го чувствувате за несуштинска потреба на здравството? Не, секој од тоа најпрво почнува. Впрочем, што е разликата меѓу јавното и приватното здравство? Не е во услугата здравствена. Граѓаните не може да го евалуираат квалитетот на здравствената услуга, начинот на кој што докторот оперира, или тоа во многу мала мера влијае на целокупната слика и перцепција за здравството. Што ги мотивира таму? Подобри услови, чисти ходници, подобра услуга, насмејани доктори, насмејани сестри, љубезен пристап, немање на гужви, ред, немање трканици, закажување. Значи тоа се работи кои што ја креираат перцепцијата, подобрата перцепција за приватното здравство. Ја не сум против приватното здравство, морам тоа јавно да го кажам. Напротив, сметам дека е тоа многу потребно, зашто тоа ни покажа како можело да биде. Ние порано не сме знаеле дека треба да се тој услужен елемент на здравството да добие на цена. Сме мислеле дека е ова тоа. Токму како начин да ги решите овие проблеми, вие промовиравте принцип на казни, на кривични одговорности и така натаму. Велите дека сакате да воспоставите ред, но се плашите ли дека ќе отидете во друга крајност, во создавање страв? Како ќе го лечите стравот во здравството? Со оваа ситуација со поднесувањето на кривичната пријава против непознат сторител, најмногу што сакав да постигнеме да го тргнем стравот од здравствените работници. Затоа што ние секојдневно бевме сведоци на постојани закани на здравствените работници дека тој здравствен работник, тој лекар направил лекарска грешка. Извинете, ама лекарска грешка во Македонија многу години назад, повеќе децении, е кривично дело. На тој начин вие викате тој доктор направил кривично дело, криминалец е. Му ја нарушувате честа и интегритетот на тој човек. Тоа е неподносливо. Неподносливо е за еден доктор да работи во такви услови. Јас реков, ако е така, тогаш јас ќе поднесам кривична пријава против непознат сторител да утврдиме дали тој човек за кој што вие тврдите дека е криминалец навистина сторил кривично дело. Ако сторил, ќе се одговара. Меѓутоа, ако не сторил, треба да се замисли да одговара оној кој што го набедил дека сторил кривично дело. Господине министре, повеќе мислев на затворските казни за боледувањата. Не мислите дека се предраконски? Па знаете дека таа затворска казна не сум ја предвидел јас. Таа важи и е во рамки на правниот систем во Македонија многу години назад. Мислам дека е десетина години веќе содржана во законот како затворска казна за оние кои што симулираат боледување. И тоа е направено така затоа што државата уште тогаш почувствувала дека тоа е еден сериозен општествен проблем и дека тоа нанесува определена финансиска штета на целиот систем. А секогаш кога такво нешто ќе се случи, тоа се инкриминира таа работа, тоа е правило во правото. Да се инкриминира нешто што представува општествен проблем. И не гледам ништо лошо во тоа да инсистирам да се применува законот. Впрочем, има една латинска максима, вели извршувањето на правото не боли, не повредува. Напротив, неизвршувањето повредува. Велите дека не стоиме лошо со опрема, ќе се согласите дека и располагаме со врвни стручњаци. Врз основа на што го темелите ентузијазмот дека брзо ќе се вратат на смевките кај пациентите и кај вработените во здравството? Потребно е да се постигне баланс. Баланс на задоволството на пациентот и баланс на задоволството на докторот. Затоа мислам дека и тргнавме со овој тип на обуки со американците кои што прилично доста ни помогнаа и во Штипа и претходно тука во Скопје, ќе продолжиме и понатаму со нив да работиме. Но ова е континуиран процес кој што во сите развиени земји го работат. Мора низ постојани обуки да ги мотивираме докторите, медицинскиот персонал да го прават она што го знаат. Ние не ги учиме дека треба да се насмеат, дека треба да бидат културни, тоа си го знаат они. Само треба да ги тренираме, тоа да ги обучиме, тоа да го всадиме во начинот, во кодексот на однесување на тие луѓе. Ви благодарам за разговорот. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.